Честитам на до скорешниот колега, сега и од денес па натаму и амбасадор во Кралството Данска на господинот Фадил Зендели за добрата и темелна презентација на неговите приоритети за работа како амбасадор во Кралството Данска. Тоа што би сакал да го напоменам е залагањето за збогатување на меѓупарламентарната соработка, што сметам дека може да биде корисно за продлабочување на билатералните односи. И второ, препознениот потенцијал во иселеништвото, во диаспората, кој што ги има во прилично добар, но не само по квантитет, туку и квалитет и етаблиран број во Кралството Данска и може да биде добар потенцијал кој што ќе му помогне и на амбасадорот за збогатување на таа билатерална соработка. Имам само еден коментар да дадам, а тоа беше коментар кој го добив како одговор од страна на сегашната, се уште актуелна, иако се разговара веќе за нова влада, но се уште актуелна министерка за европски прашања во владата на Данска, господја Мари Биер, која што за време на посетата на Македонија беше и во Собранието 18 јуни 2025 година, истакна дека руската агресија против Украина го сменила курсот на Данска по однос на проширувањето како процес во Европската Унија. Пред ова агресија против Украина, Данска беше една од земјите која што беше воздржана или во одреден дел скептична кон процесот на проширување, а после овие настани и денес Данска гледа позитивно на процесот на проширување на Европската Унија, кој што не го вклучува само Западниот Балкан и земјите од регионот, туку и Украина и Молдавија. И на тоа му придаваат и безбедносна компонента, освен оние компоненти од копенхашките критериуми. И мислам дека тој момент треба да се искористи за дополнително лобирање кај оваа земја која што веќе условно кажано влегува во клубот на земји членки на ЕУ, кои што гледаат дека процесот на проширување на Европската Унија е взаемно корисен и за Европската Унија, и за Данска, и за Македонија, и за земјите од регионот. Толку би бил мојот коментар, пожелувам успех и се надевам дека ќе се радуваме заеднички на вашите добри резултати. Благодарам.